Океј, следната наша стендап комичарка е наша драга пријателка, која што ги ја дели храната, не, ја оценува храната според 4 критериуми. Ке ми помогне, може ќе ги заборавам. Тоа се текстура, вкус, мирис и боја. За мене тоа би биле палачинките што ги збореше Совче. Ангела Стојановска! Фала, благодарам. Да, ја на него намалува притисокот. Нашата стендап комичарка. Ја 10 минути имам материјал. Мислам, имам настапено со 10 минути материјал претходно. Ние дека... Фала ви. Здраво на сите, здраво на сите пријатели, познаници, сестри, и луѓе кои не ги знам, симпатии. Јас сум Ангела, јас сум актерка. Мора некој, мора. Тоа е. Јас пред околу 3 години открив дека сум смешна. Да, 25 години не знаев, јас сум дебела девојка од Куманово, ги задоволувам сите стереотипи. Да, и еве сега правиме стендап, си правам стресови. Гледам дека фоткаш. Фустанот ми го шиеше мајка ми. Не за потребите на овој настап, туку ефтино материјалче сам нашла, дојде да те измеру. За тие потреби. Има джебови. И само фати го цел, те молам. Мама сериозно го третира својот Facebook. Како што и треба. Се размислував која е мојата најсилна страна. Размислував долго на тоа и освен профилот. Така, нели? Реално. Мислам искрено. Тоа се некако и приказните кои ги раскажувам приватно. Тие приказни се крајно лични, секогаш така срамотнички. И многу често го вклучува целото моje семејство. Да, јас многу сакам да зборувам за моето семејство, затоа што пред се ги сакам. И затоа што сакам да им се одмаздам. За се што ми сгрешиле. За сите потрошени топли води од бойлери. За сите пластични од сладолед во кој имало сарма од лозов лист. И за сите организирани слави кога не ми било дадено да земам саламче од ордеверот. Стојановски, мислам тоа е. Сите сме од Куманово. Мајка ми се вика Снежана, Жанче. Жанче работи во Центарот за култура во Куманово и сите ја викаат Жане Културан. Жане Културан е најсмешната жена на овој свет. Најсмешна е затоа што нема поима дека е смешна. Благе везе нема. И секогаш одбира да верува во работите во кои таа сака да верува. Многу интересно. Седиме со трите сестри дома и мајка ми ја прашува едната сестра на ручек. Сине, ти имала ли си односи? Тоа е таа тема. Мислам, тоа е. Се разбира, сите за тоа зборувам. И овај вика, мама, нормално дека да. Да. И мајка ме прави... И сега ние три се гледаме, пошто сме полнолетни. Мислам, возраст, ова не беше изненадувачки одговор.
И се гледаме и поминува некое време, мама не издишува и вика, ајде, и она, сестра ми вика, заебавам се. Знала сам. Врска немаш. А не дека мајка ми е конзервативна, мислам во неколку наврати ја имам кажано крајно нервозна. Мамо, дали знаеш колку би ми бија полак живот ако би била лесбејка? Ако би сакала само жене? И од неја слушам, знам, сине, знам. И на мене би ми било такој многу полако. Тато се вика Горан, работи во Центарот за управување со кризи и се разбира го викаат Горан Криза. Тоа е еден од оние татковци кои кога се болни не одат на лекар затоа што лекарот ќе потврди дека се болни, а татко ми знае повеќе од било кој друг лекар. Тоа е ситуацијата на која сме. Често имам зборувано дека за Стојановски се е настан. Се е настан од оние традиционалните свадба, слава, погреб до купување во стокомак, менување на гума на точак. Така се. И за време на настани ние стануваме малку агресивни. Има тука една. Има. Пред еден месец славевме највистински настан. Ја славевме 30 годишнината од бракот на моите. Така. Собрани во кафана. И секој од нас можеше да си одржи по еден мал говор. Помалку. Наред доаѓа мајка ми и вика, ви мои ќерке сте ми најголемо богатство. И мојата средна сестра вика, бри, ама си сиромашна. И мама се напна. Никад не може да бидете сериозни. Ни малко. И помина брзо. А за сестрите, што знам, средната е окей. Таму е, види ја, таму е. Тега имам, ги чувствувам очите. Не, супер. И најмалата е супер, стварно се супер. Најмалата е сонцето што го грее семејството. Мици! Да, и Горан аплицираше за Work and Travel програма, сака да оди во Америка. Доаѓаме до денот кога треба да оди на интервју во амбасада за виза. И нешто ја замолила Мила да ја помогне, ја замолила најмалава, да ја помогне да одговори на прашањето демек што прави твојата најстара сестра, јас. И Мила била као, па добро, па знаеш можеш да кажеш дека Ангела has created the first platform for audiobooks in Macedonia. И продолжува Мила да ја помага и вика, и можеш да кажеш дека audiobooks help the blind people, people with dyslexia and the deaf. Задржете таму. Ако една категорија на која аудиокнигите не помагаат, треба да набројам сега и овде, тоа се глувите луѓе. Среќа, на кога не беше поставено тоа прашање, доби виза. Ама знаете, сега сум доволно возрасна, веќе да не сакам да ги злоупотребувам до крај тие семејни моменти. Не, искрено. Намерно не го користам зборот стара, затоа што мислам дека кај нас секогаш кога се користи и се асоцира со жена, се користи во целосно погрешен контекст. Така? Затоа викам доволно возрасна. Тоа ми е супер. Што сакам да кажем? Јас сум доволно возрасна за после секс да сакам да станам и да зачистам. Вака да му кажам, тргни се и да ја наместам постелнина. Тоа е првата желба. Доволно возрасна сум да сакам за време на летен одмор да се одморам. Само да се одморам. Доволно сум возрасна да знам дека некои работи веќе нема да се сменат. Например, ако 6 пат купам протеински пудинг,
Нема да биде подобар. Што кој куре работата со протеински пудинг? Стварно. Исто сум доволно возрасна да знам дека маж со подшупани веќе од моите не е за мене. Сигурно е за некој, тоа не сум јас. Тоа сум јас без тебе. Секунда. Добро, малку ви излажав на почетокот. Сега ќе ви кажав дека сум актерка, што е точно, но не ви кажав дека работам во сметководство на една македонска институција. Така? Сега. Си станувам се бајле, одам на вистинска работа. Доаѓам на работа, имам биро и имам принтер. Дали вие работите работа која би го сменила човештвото без принтер на маса? Запрашајте се. Дали стварно работите општествено корисна работа? Ако немате принтер. Имам хефталици, спајалици, коверти во различни димензии. Имам регистратори. Не се мои, ги користам. Имам и такво дупчатор. Го знаете тоа? Мислам, сигурно не се вика дупчатор. Кога земаш еден лист хартија и го дупчиш и после го ставаш во регистраторот, ви значи нешто ова, сигурно. Се во животот. Слушам едно, да, второ, да, крај, толку, другите се што збори овај. Научив многу работи од мојата мајка сметководителка. Навистина. Сега сум во фаза од животот кога книжам фактури, пишувам вирмани, уплаќам девизно. И знам што е трезор. Сега вака. Еден ден, мојата мајка сметководителка ме носи со една папка во трезор. А јас актерка од театар со секоја исплата ми каснат. И сега вака, јас си мислев трезор као некој голем сеф. Каса де папел. Сум ја гледала она. И сефот со шифри. И само тројца ја знаат шифрата. И пошто сме Македонија, двајца се на одмор. Или на боледување, уште е неизвестно. А третиот е на пауза за топли оброк од 10 до 4. И нормално дека ќе ми каснат парите, нема кој да го отвори сефот. Шипак. Да се вратиме назад. Значи јас одам со мојата папка, со мајка ми сметководителка, гледам една редица кутии и она ми вика, стави го тука. Вика, што? Вика, стави го тука, они ќе си ја земат, ќе ја процесираат, уплатата утре им стигаат пари. Кутија, уплата утре. Не ми се веруваше. Трезорот беше кутија. Редица кутии. Најголемото разочарување во мојот живот. Ама сега сум доволно возрасна да знам што е трезор и кога ме заебаваат за уплати. Од се учи. Не се учи од за тоа лагано. Исто некако сум доволно возрасна да сакам една од оние слики со веренички прстен. Ве декнува? Мислам, не знам на која рака се носи, отом потом. Ама сакам, така да имам некоја слика и некој да... Не знам сега како да ми го држи рачето, ама да ми го држи. До пред некоја време се подсмевав на тие слики, а тоа го правев од љубомора. Над кул. Сега сакам таква слика. И... се прашувам... Така, дали стварно можам да најдам некој за да имам таква слика? Мислам, што сакам да кажам, некојаш се чувствувам како луѓето од мои генерации.
од мојата генерација што нашле партнер, нашле и толку се потроши. Некако така ми е, имам мал притисок. Како кога после луда вечер во Скопје, колку може да биде луда, одите во Ладелишос, барате зенка масленка и заврши. Некако така. Не знам. Скролам по Facebook и една агенција отворила повик, вика, бараме урбани, харизматични, слободни, шармантни мажи. Викам, ваистина бараме. Сите бараме. Каде се? Пишете ми порака ако ги најдете. Не ми пиша. Да, стварно, сите ги бараме. И некако, затоа што сум доволно возрастна, веќе да имам многу фиксирани навики, си викам дали ќе најдам човек што мене ќе ме истрпи. Не знам ни зошто си го поставувам пред тоа прашање, ама си го поставувам. И размислував активно на темата кој е тој човек, кои се тие луѓе, кој е тој човек, кои се тие луѓе. И одговорот е странци. Сериозно? Сериозно. Пред некој ден се гледам со една моја колешка и ми вика, Лиле, ама си убава, што ти е убав фустанот, многу си пролетна. Викам, фала. Вчера имав секс. Затоа го носам, вчера имав секс. И она ми вели, ама како, со кој? Велам, преку апликација. И сега вака, пред да го објаснам сексот, ќе се фокусирам на корисничкиот дизајн на апликацијата? Не, нема да се Не. Инако јас се разбира, знаете за која апликација зборувам? Tinder. Ја отворив за да соберам материјал кој ќе го користам во мојата представа, која се вика Срам. И собрав материјал 5-6 минути, ама не го отворив само за тоа. Лага до лага. И сега ќе го земам тоа парче од представата, за оние кои не ја гледале, ќе ви го доближам и прераскажам во целост. Почнувам од прилика вака. Велам, Tinder, за оние кои не знаат, е I-know системот за сите турци од Европски универзитет. Тоа е првото. Тие што имаат Tinder знаат. И понатаму викам, не, се шегувам, не. Tinder е мобилна апликација која ти дозволува да се мечнеш, тоа е совпаднеш со некој за да правите секс или за да ти ги украдат органите. Во секој однос има некаков ризик. И ништо, јас ја симнав апликацијата, отворив Tinder, прилично едноставно се креира профилот. Ти бара да внесеш име, го внесов моето, не лажев, датум на раѓање, мојот, не лажев. Сексуална ориентација, овде сум прилично убедена дека пола лажев, одбрав само мажи, ке видиме. И дојде на ред сликата и си велам која слика да ја ставам. И ја ставив профилната од Facebook. Лајкната е од околу 200 поблиски и подалечни тетки. Не може да ни биде добре. Поминаа 2-3 дена и ми текна дека таа слика ми стои на CV-то. Што доволно кажува за мојот однос кон односите, без оглед дали се работни или сексуални. И почнав да скролам. Лева не... свајпам, да, извини. Да свајпам. Лева не, десно да, не, никако. Реклама за некои ламинати. Не. И во целиот тој процес ја сватив дека има две групи на мажи на Tinder. Првата се оние basic. Што значи тоа? Имаме 6 слики. Иста фаца. Горен ракурс, секогаш без исклучок. Само позадината се менува. Сити мол, кола, базен. Добро. И сега еде, сликите се ги имаме описите. Првиот на кој налетав, вика,
Alpha male. О. Нема ни да го искоментирам, тоа е. Тоа стоеше, тоа беше, тоа е се. Понатаму имаме еден што пишал Nothing serious, just for fun. А демек јас овде дојдов да ја внесам Македонија во ЕУ. Глупост. Продолжуваме понатаму. Loves cooking and Netflix. И сега се обидувам тоа да го замислам. И она што јас го замислувам е дека имаме еден човек што дор гледа серии, мајка му носи за јадење. Тоа е еден од оние типови на луѓе на кои мајките се уште им купуваат долен веш. Ги знаете? Како се имаше да? Ние, ама стварно со другарка ми имаме теорија дека се обидуваме да ги разпознаеме според тоа дали мајка им купува долен веш или не. Идеме понатаму. Имаше еден и ова е овде негде така малку се скрши. Викаше the guy you told your boyfriend not to worry about. Прва работа. Веројатноста е дека ако имав дечко немаше да бидам на Тиндер. Ама дури да ја земеме таа хипотетичка ситуација дека јас имам дечко и сум на Тиндер, јас и дечко ми се седиме во сабота и он ми вика, маче, шо правиш? Ја викам, еве, со Филип на Тиндер се праќаме мемиња. У кој е тоа сценарио изводливо? И за мене во оваа категорија се трчи трајче со слика од теретана. За вас може да бидат во друга, се е целосно во ред. Овде сликите се малку поразлични. Значи имаме човек што се слика во огледало, гол нагоре. Едната е само со мускул. Има една чудна од вратот, некако диагонално, за да се гледаат мускулите. Сега што треба ја да помислам? Дека има супер гастроинтестинален тракт? Што да му кажам, пиеш пробиотик? Си кажав, добро, тоа е тоа. Втората категорија е таа за мене, креативците. Сликите беа поразлични, одлично. Описите, да, mystic guy. Okay. Intelligence is always sexy. Fair enough, точно. Имаше еден пишал 69% 69% sexy, 31 you will find out later. И прво, да бидам искрена, го ценам фактот што ме тера овде да ги соберам двете бројки, да видам дали стварно прават 100. Правеа 100. И си мислам, зошто 69, зошто 69, зошто 69, ја го мислев ова активно. Не ми текна мене одма, го мислев, се разбира, после ме текна дека реферира на позад. Она што ме скрши е последното. Човекот имаше пишано, чекайте века вака, the experience, 3 точки, is me. Дали? Не, дали. The experience е луто чоколадо од Gino. The experience е zucchini garden од Italian. Не ти. И ајде, дури да поминеме не сето ова, следува муабетот. Многу често отвараат со what's your favorite sexual position? Дали стварно? Мислам, не дека нема одговор, има одговор. Одговорот е следен. Тоа зависи од кога последен пат имам јадено, дали денес се чувствувам убаво, колку сум издепелирана, во каква соба имаме односи, дали има доволно светло во собата, дали воопшто е соба. Зависи од тоа колку сакам овој секс да трае и на крајот на денот зависи од големината и формата на твојот пенис. Ти благодарам.
Никогаш не го одговорив тоа. Бев као, бај. Мене не ме нервираат толку луѓето на Тиндер. Јас бев нервозна од моите постапки. Затоа што јас се доведов во ситуација да ги оценувам луѓето само врз база на нивниот изглед. Јас почнав да го правам тоа што ми го правеле цел живот. Колку нефер, а? Го оставив Тиндер. Не сакав да бидам површна. После некој време станав малку тажна и бев као, па добро, па и да сум малку површна. Па дали е тоа стварно страшно? Па тоа, ако е гревот, нека горам. Не, ама сега го користам само со надзор на родител-старател. Тоа е малку чудно, не? Го користам само во друштво на пријателките кои се тука да ми кажат дека некогаш стварно не сум во право. Дека сум премногу сурова. И така се мечнав со еден джентлмен. И веќе влегов во една фаза каде што јас планирав секс. Јас активно планирав секс. Една вечер, после еден настан, пич. Јас викам, ова е таа вечер, ова е мојата вечер. Праќам локација, викам на другарката, ако нешто се деси, ти звонам, се договоривме, ништо не се деси, се беше во ред. Доаѓам дома, имам 15 минути. Прво нешто што правам е втор джин тоник. Приоритети. И сега влегувам во WC за да се замијам. Совче овде зборуваше за тушеви. Јас ќе направам мала дигресија. 10 години имам проблем со зборовите бањање, туширање и замивање. Мислам дека немаме постигнато еден колективен договор за тоа како да ги употребуваме. Искрено. Да пробаме денес. Бањање. Секогаш инволвира мокрење на косата. Секогаш. Така? Бањањето може да се одвива со туш, ако мокра коса поседуваме после тој чин, сме се избањали, ако е со туш. Исто може да биде во када и да правиме супа од себе си, ама пак е бањање. Туширање се разбира не инволвира косата од врат надолу. Замивање се случува само на најпотливите зони. Значи имаме мишка, подцицка, интима. Mix and match. Јас пак ви излажав, јас кажав дека се замив. Се забришав со влажна марамица. Со една влажна марамица. Значи сите оние што вадат 2-3, средете си го животот. Не наеднаш, значи треба време за втората, па за трета. И доаѓа мојот джентлмен, слушам звони домофон. Јас стојам до вратата заводливо. Ја отварам вратата, како ја отварам, излегува еден облак од цигари и протрчува црна мачка. Мачката е моја, мислам, не е само не е било која црна мачка. А од надвор влегува еден мирис на повраќано. Не беше дечкото, не беше. Десно од мојот стан имам одвод, довод и такви работи и цевките почнале да скапуваат. Ама не, јас стојам заводливо. Влегува човекот, го нудам со пијачка, вика yes. Викам окей. Пиеме пијачка. Сега јас поставувам едно прашање, малку срамежливо, краток одговор. Поставувам второ прашање, малку срамежливо, краток одговор. Трето прашање, краток одговор, викам ла. И сваќам дека човеков не знае англиски. Не е страшно, не беше страшно. Мислам, да, јас сакав да дискутираме за животот, културата, уметноста, поезијата и театарот. Не.
Не, стварно не беше страшно, стварно беше окей. Се бацевме и викам, ајде, come with me, и го носам на тераса. Не, го однесов во мојата спална соба, каде што пред 3 месеци го инсталирав мојот нов кревет од оние на старо купени. Новцат на старо. И почнуваме, мишенери, познато од кој е настанал човечкиот род. Викам, окей, ова е достоинствено. Плюс јас сум актерка, значи јас внимавам на својата фацијална експресија. Некогаш давам на емоција ако сакам. Јас знам акустиката на собата. Добро. Сега, има еден мал проблем. Мразам кога нозете ми се клатат цело време. Секогаш наоѓам начин една да ја стабилизирам над зидот. Тогаш паралелно си ја стругам петата. Work smart, not hard. И сега ние продолжуваме втора поза, трета. И сега јас веќе тука некаде сваќам колку овој човек гледал порно филмови. Не само колку, туку и како ги гледал. Имам чувство дека, барем кога зборувам со другарките, ние ги гледаме на еден по-аналитички начин. Знаеме дека не се што се случува таму е применливо за секоја жена во секое време. И на крајот на денот сега во некои сцени гледам дека денес на оваа девојка не се работела. Сочувствувам со таа емотивна состојба, ја разбирам. Не сум убедена дека се што гледаме вистина. Ама тоа е. Тоа е некако. Теравме во една фаза, бев као, заеби. И го извади вибраторот. Оние што ме гледале представата, знаат дека имам вибратор и клиторален шмукувач во едно. И он ми вика, but you have a real one here. Викам, yes, ама го палам вибратор и викам, but feel. И му го ставам клиторалниот шмукувач на раката и он прави, И ја викам, Ама го фрлив. Не ми беше непријатно од човекот, туку ми беше непријатно, пошто мислам дека јас створив малку лажна слика за оваа ситуација. Јас цело време викав, oh God, yes, oh God. Го изговарав името Господова, затоа што не го знаев, не знаев да го изговорам името на мојот джентлмен. Да бидам искрена, не знам ни да го напишам. И тоа е. И во една фаза слушам You want again? И викам, па што да не. Па за ова сме дојдени. И чувствувам некаков притисок и викам, no. И сваќам дека он кажал You want anal? И бев као, не, фала, само за кафе дојдовме. Фала ви. На страна од сите овие работи се помина во најдобар ред. Јас бев искрена. Имам една другарка што активно. Да, стварно бев искрено среќна. Се отпоздравивме и се разбира следната работа што јас ја направив, задзвонив на сите мои другарки. Имам една опција за конференц кол. Сите ја имате на телефон, ќе ви ја покажам, ќе ви го смени животот. Ја викам Mean Girls Line. Тие што го гледале филмот знаат. И звонам и тука почна Ангела, Центар за странски јазици. Ангела работи за поврат на Отоманската империја. Ангела и така натам. Си направивме муавет, се пошегувавме. После некој време добивам порака од господинот
И демек стигнал во хотелот и викам, great, I'm falling asleep. Врска нема, јадев сарма. Јадев сарма од Зелка. Стварно го направив тоа. На крајот на денот мислам дека сексот, седор сите се согласни да учествуваат во него, секогаш има некој комичен аспект. Секогаш. Ако тргнеме да го анализираме. Ако не ни е страв. Се разбира, започнува со предигра, кај мене предиграта е чистење на целиот стан. Не дека некој ќе дојде и ќе биде као, аха, даст, прашина, никој. Понатаму продолжува со барање на најдобрата и слободна депилаторка во Скопје. Тука имаме повторно панел дискусија со другарките за најактуелниот восок во моментов, па дали и восок, може би е шеќерна депилација, може да е редок, може да е од оние топчиња. Па се разбира, продолжуваме со барање на најсоодветниот датум за депилација, да биде доволно оддалечен од крајот на менструацијата, ама и да биде доволно блиску до денот кога ќе имаш секс, за да имаш оптимум израснати влакна. Сите тие, мислам, докторска дисертација. Се наоѓа тој датум. Совче зборуваше за проблемите кои ги имаме ние покрупните жени со алишта. Јас од секогаш сум сакала да купам едни од оние гаќички кои всушност се само контура од гаќа, внатре се празни. Сте ги виделе? Едно, да. Или има, да. Сега, мислам дека моите бутови ќе ги усисаат и ќе изгледа како да не носам гаќици и онда зошто да дам пари? Мислам, ги прашав другарките, ме интересираше што е најсмешното нешто што им се десило за време на секс. И некако, колку и да сакав да избегам од темата срам, влеговме натаму, затоа што тргнаа да ми ги раскажуваат најсрамните работи и голем дел од нив опфаќа дека биле видени од некој од кој не требало. Биле прекинати во чинот, така некако. Знаете која е мојата најсрамна? Не ни беше поврзана со секс. Звучи чудно, знам. Вака. Со еден мој бивш дечко одиме на мојата викендица во Куманово. Да си тим велам дека јас во Куманово сум богата. Имам викенд куќа во која одиме само за време на празници. Работни денови најчесто. И одиме на викендицата и ништо. Поминавме неколку дена, се одморивме, се беше фино. Последниот ден се пакувавме и мојот бив дечко згазнува на креветот за да премине од другата страна и го крши. И сега како јас да им објаснам на моите родители дека креветот не се скршило дебење? Како? Ама не, јас мислив начин. Многу сум паметна. Кажав, знаеш што, ќе раскажем истата приказна? Само јас ќе бидам таа што згазнала, пошто сум подебела, ќе ни поверуваат. Се разбира, не ни поверува. Ама сега сум некако доволно возрасна да не сакам веќе да лажам. Знаете? Сега би им кажала на моите, па вака, ние 3 дена спиевме, немавме секс, немаше топла вода во бойлерот. Бойлерот е заебан, ние не го скршивме. Мојот дечко е глуп, згазна на креветот со сета сила. И јас сум виновна, јас го избрав. Да, ама тоа сега би го кажа. Исто сега сум доволно возрасна да не фејкам оргазам. Мислам дека тоа нема да му помогне на никој, ниту на мене, ниту на другите девојки после мене, на никој. И доволно сум возрасна да знам дека нема лош секс ако јас сум дел од него. Освен во случајот на джебни пениси, како одек на пето. Добро, ама тоа се исклучоци. Кои го потврдуваат правилата?
Никако пред да почнам да го подготвувам целиот материјал, тргнав да истражувам, општо малку за хуморот, да видам што се случува. И некако сите истражувања ме носеа кон тоа дека мажите се оние кои повеќе сакаат да засмејуваат, а жените да се смеат. И тоа некако го врзува со целиот процес на еволуција, дека така, ете, тоа е за ние да бидеме пленети. И нешто тргнав да анализирам кои теми ги обработуваат мажите. И горе-долу се сведа на изгледот на жени, дека жени се мразат со своите колешки од работа. Имаше некои моменти на тоа дека жените долго се спремаат за да излезат или за било што. Се разбира, секс и пенис. И бев кај да пробам да ги обработам истите теми. Да видам што тоа значи. И пробав. Јас сакам да зборувам за мажите, затоа што ги сакам. И сакам да им се одмаздам за се што ми сгрешиле. За сите моменти кога го барале клиторисот 2 часа и после го миксале. За сите моменти кога можеле, а не ми сготвиле за јадење. И за сите моменти кога направиле да се чувствувам помало и помалку. Тоа е тоа. Тоа е тоа од мене. Фала ви за се. Фала ви. Фала ви.